Добар ден и добро дојдовте во новото студиско издание на Зебра. Во буреата меѓу двата изборни круга од овие локални избори, на почетокот на оваа недела ја отворивме темата дали во Македонија е можно постоење и создавање на силна трета политичка опција. Како и секогаш, следете ни на Facebook и на Twitter, односно коментирате и искажувајте ги своите ставови, користејќи го нашиот хаштаг ЗебраМК, а денеска во нашето студио ни се придружуваат двајца искусни, ако можем така да ги наречам, политички актери на македонската сцена. И ние во средата, кога дискутиравме тимот на Зебра, тука се согласивме дека во Македонија е потребна силна трета политичка опција. Каков е вашиот став по ова прашање? Дали реално ни е потребна? Било кој може да почне? Во принцип на политичката сцена секојаш се потребни повеќе опции, се разбира, и потребни се повеќе силни опции. Така што прашањето не е одвишно, но се разбира, тоа подразбира и други елементи, освен ова, дека третата силна опција би била најсилната. А дека другите две ќе мораат заради нејзиното присуство исто така да станат силни, бидејќи во контекстот читам дека постоечките две не се силни. Господин Бучковски? Ја може да се согласам со Ѓунер дека ако ја гледаме денеска потребата од трета политичка опција, веројатно е поголема отколку да ја гледавме пред изборите. Значи пред локалните избори превладуваше мислењето дека било каква друга опција која би го загрозило окрупнувањето и остажнувањето на опозицијата може да биде трик кој би помогнал на власта. Сега мислам кога се соочи пред се СДСМ со немоќта вака организирана или вака конципирана оваа битка да го победи овој модерен ВМРО-ДПМН, модерен под наводници. Ќе говориме веројатно што треба според мене да направи опозицијата или таа трета опција за да помогне да имаме сериозна алтернатива. Така што јас во овој момент ако треба да одговорам со да или не, да, но целта на таа трета опција би требало да биде не да ја ослаби опозицијата, туку да направи посилна и помоќна и да биде сериозна алтернатива и евентуално победник на идните парламентарни избори. Дали ова што овој прв круг на избори заврши со да речеме еден резултат на 40.000 неважечки ливчиња, става до знаење дека луѓето граѓаните се подготвени да учествуваат во политичкиот живот, значи да действуваат и да имаат влијание врз општествените одлуки, но во овој момент не им се допаѓа ниту една од понудените опции, па затоа чувствуваат потреба да додаваат имиња на познати македонци или светски личности. Значи, сакам да кажам, не станува збор за луѓе кои што се неписмени. Не, токму тоа, заради тоа што не станува збор за неписмено гласачко тело, и токму заради тоа што станува за една фрапантна бројка од неважечки ливчиња, од 48.000 е последната бројка, покажува дека Македонија сега е навлезена во монопартизам. И на крајот на криштата не е илустрацијата најсоодветна, веројатно дека некој напишал за Чак Норис, некој напишал за комшијата, некој напишал за девојката. Такви ливчиња ние фактички не знаеме колку има. Знаеме само дека има неважечки. Да. Државната изборна комисија можеби еден ден ќе има време да ги прегледа, визуелно да ги прегледа, да види за какви неважечки ливчиња станува збор, бидејќи да бидам искрен, не, можна и следна везе, што сега ќе ви кажам, да избирачките одбори намерно ги создавале тие неважечки ливчиња. Според тоа, тоа не е нешто на кое што би можел со сигурност да се потпрам, која би влечел заклучоци за потребата од друга опција, поинаква опција, поинаква понуда, од една страна, а од друга страна се разбира тие истите, ако е така, како што велите, предпоставено е дека излегне на избори некого да го казнат. Казнетиот во случај е самиот граѓанин, бидејќи прво јас не мислам дека во Македонија на 24 март се случија избори и во најминимална смисла на зборот, туку се случи уште едно зацврстување или дозаштрафување на еден монопартизам во кој што опозицијата секако последниве години само статира или терцира. Господин Бушковски? Па според моје мислење,
овие 40.000 неважечки ливчиња може да упатуваат кон заклучокот дека тие се условно речено поддржувачи на некоја нова опција, но и не мора. Значи би требало да се направи една сериозна анализа, не може да се направи сериозна анализа врз основа на неколку ливчиња кои успеале тие кои ги пополниле да ги сликаат со мобилниот телефон и потоа да ги стават на социјалните мрежи, на тој начин да видиме дека некој сака да гласа за Бетмен, друг за комшијата, третиот за Супермен или четвртиот да напише одете сите во мајчино. Али тоа е очигледно затоа што системот на гласање не дозволува во овој момент никој да има увид освен ние. Тајноста некој на гласањето свесто ја повредил за да го изрази на тој начин револтот, но и да ја отвори можеби оваа дебата. А оваа дебата, ако се следи што се случува во Македонија, да речеме последните 15 години. Јас бев свидетел, да речеме, како член на Државната изборна комисија уште во 98-та на оној феномен од појавата на демократската алтернатива, која од 98-та, кога гледаме до последните избори, секогаш според мене се покажува дека има од 120 до 150.000 флуктуирачки гласови, кои по дефиниција се лепат на нешто ново. Тоа беше изразено не само во 98-та, тој феномен го забележавме, ако сакате, и на последните претседателски избори, кога со една скромна кампања, еден Љубе Бошковски или несодениот македонски Обама Имер Селмани постигнаа фантастични бројки од 120 до 150.000 гласови. Јас сега се обидов пред емисијата да соберам, условно речено, оние кои не припаѓаат на двата политички блока, колку сега собраа. Ако их сметаме и овие 40.000 гласови, пак има 100.000 гласови. Иако, да речеме, докрај не ми се јасни мотивите, но да речеме, ајде искрени се мотивите на Лиле Поповска, која си ги зацврсти сега позициите, освои 25.000 гласови. СДУ освои 22.000 гласа. Српската напредна странка заради Стефчо, веројатно, 17-18.000. Независни кандидати во Куманово, Виктор Цветковски 3.000, Бузлевски 3.000, Панчо Минов во Кавадарци 5.000 и така натаму. Ќе видите пак, ќе стигнеме до 100.000 гласови. Но овие 100.000 гласови покажуваат дека во Македонија веројатно ќе треба да постои и можеби не трета, и четврта, и пета опција, но системот кој сега е воспоставен на парламентарни избори ги дестимулира сите оние кои сакаат да бидат трета или четврта опција да настапат сами. Затоа што на последните вонредни парламентарни избори се покажа дека оние кои по дефиниција би требало да бидат трета опција, либерал-демократите се една партија која постојано се бори да го заземе тој центарот, не успеа сама. После 10 години во коалиција со СДСМ реши да одат сами, ги излажа веројатно резултатот што го имаше Нано Ружин на претседателските избори во 2009-та, освоја тогаш над 40.000 гласови, сега дисперзирани во 6 изборни единици не освоја ниту еден мандат. Тоа се случи и со другите сегашни коалициони партнери на СДСМ. Тоа се случи со ВМРО Народна и со Достоинство, тоа се случи и со партијата на Љубе Бошковски, Обединети за Македонија. Така што сметам, овде видов некој и дебатира на таа тема пред нашата емисија. Значи, овој систем кој реално почива на договорот на двете, односно на 4 големи партии, бега од она што го бараат помалите партии, јас паметам го бараат повеќе од 10 години. А тоа е Македонија да биде една изборна единица. Кога Македонија била една изборна единица, тогаш сите овие кои сметаат дека може самостојно да настапат, би успеале веројатно сите да бидат застапени во парламентот. Лиле Поповска би освоила 3 мандати, СД би освоил 2 мандати и така натаму и така натаму. Мислам дека тука режи и клучот за дополнително охрабрување или за дестимулирање на оние кои сметаат дека со вака поставениот систем на парламентарни избори лесно се стига до пратеници или до евентуално формирање на пратеничка група. Гледате ли некаде потенцијал за можеби следниот харизматичен, поинаков лидер кој што ќе успее да ги привлече овие 100-150.000 гласови кои што, како што кажавте, флуктуираат од избори до избори, но и да чепне можеби од гласачкото тело на еден од двата блока? Теоретски да, но реално не. Со оглед на тоа што вака воспоставениот систем, значи со ваквата поделба пак на 6 изборни единици, со затворени листи,
Тоа скоро и да е невозможно. Овој систем фактички го форсира бипартизмот, односно 2+2 гледано и кон албанскиот политички блок. Значи, ако веќе зборуваме за некакви чекори, тогаш првиот чекор не би бил една изборна единица, Македонија како една изборна единица, туку првиот и нужен чекор би биле отворените изборни листи, кое што се разбира ќе произведат други проблеми, ќе произведат една ригидна бипартизација во прв момент. Сепак да не забораваме, Македонија е млада демократија. 20 години се ништо во споредба со демократиите кои што експериментираа со десетици години, ги студираа своите изборни модели. Например, овој модел на отворени изборни листи во Нов Зеланд го студираа 12 години, за да во 16-та година го воведат, за да во 24-та година го ревидираат. Например, исто и случајот со британскиот модел. Според тоа, кога сме веќе кај харизматичен лик, кај лидери од нов ков или лидери кои што ќе генерираат поинаков политички менталитет, јас не сум сигурен дека тоа е сега можно, со оглед на тоа што сепак да не забораваме, ние живееме во една ужасна реалност после 24 декември 2012 година. Некои од нас бевме свесни и пред тоа, но сега се надевам дека се поголемиот број од луѓето свесни дека сепак ова е на поинаква реалност, квалитативно нова, значи. Сето ова што се случува е една илустрација и овие ставови се на демократскиот капацитет на нашава земја, значи од изборниот систем па се до начинот на кој што се гласа. Што гледа тоа што се случува изминатите неколку години, постои ли кај нас од институционално па се до граѓанско ниво капацитет за луѓето да го препознаат, а реално и да им се дозволи да го препознаат таа трета опција? Јас уште на почетокот споменав, мислам дека на Македонија денес и треба повеќе отколку пред една недела силна алтернатива на власта. Кога јас, гледајќи фактичката состојба, би бил начело на СДСМ, а не сум, јас би стимулирал да дојде до трета политичка опција, која треба условно речено да ми донесе еден контингент на гласови кои сега во овој момент не можем да го добијам. Потенцијалното создавање на трета политичка опција, јас барем го гледам како алатка која би помогнала на власта на следните парламентарни избори во 2015 поумешно да се справи со овој систем кој мора да признаеме дека ВМРО ДПМН го доведе до граница на совршенство. Друго е начините на кои стига до тоа совршенство да контролираш во последните 3 изборни циклуси над 400.000 гласови. Значи, опозицијата што треба да процени? Речеме СДСМ. Како што процени, да речеме, Љупчо Ѓорѓиевски во 2002-та кога се повлече. Тој свати, затоа што на тој веќе историски 15 септември прв пат СДСМ со коалиционите партнери ја крена летвичката на 500.000 освоени гласови. Љупчо Ѓорѓиевски излезе и на Конгресот во Охрид рече: јас не можам да стигнам до 500.000 гласови, затоа сметам дека треба да дојде до промена на кормилото. И дојде Никола Груевски, кој тогаш ниту беше харизматичен, ниту некој предвидуваше дека ќе може да стигне до 500.000 гласови. Но тој стигна. По едни други околности, по самитот во Букуреш и на оние вонредни парламентарни избори успеа да стигне до 500.000 гласови. Но што е многу поинтересно, беше предпоставка како ќе изминува времето и дека ќе има замор од власта и дека ќе биде нормално, затоа што досега Македонија немаше искуство од траење на владеачките коалиции повеќе од 4 години од еден мандат. Исклучок е онаа промена што се случи во 92-та, кога на средина на мандатот на првата експертска влада падна Кљусев, па дојде Црвенковски. И заради бојкотот на ВМРО ДПМН, таа влада истера 6 години, од 92 до 98. Ние сега имаме 3 победи на оваа владеачка гарнитура предводена од ВМРО ДПМН, кои ставаат впечаток дека се непобедливи. Јас сметам дека ако се направи сега сериозна анализа, а верувам дека таа анализа ќе следи на Конгресот на СДСМ во мај, ќе се свати дека не се стига така лесно и сега се покажа само со окрупнување на опозицијата на купче. Значи, математиката покажуваше дека ако освоил СДСМ со тогашната коалиција во 2011 370.000 гласови, овие кои се вон парламентарна опозиција
требаше да донесат уште 70.000 гласови, новите партнери во Сојузот за еднината. Но не испадна така. Наместо 440.000 гласови, сега имаме освоено 280.000 гласови. Тоа покажува дека мора, според моја проценка, да дојде до придвижување на политичката сцена, каде што сепак клучот за тоа придвижување е СДСМ, зашто јас не претендирам дека СДСМ преку ноќ ќе го снајде судбината на ПАСОК. Може би ќе го снајде ако не се излече поука и ако тврдоглаво некој го држи кормилото. Јас мислам дека сепак и Црвенковски е свесен дека после овој пораз ќе остави простор за една сериозна трансформација на СДСМ како водечка опозициона партија, која ќе има сериозни амбиции да победи идните парламентарни избори. Практично како би било тоа возможно ако се знае дека на страната на власт има многу моќ, многу финанси, значи да речеме би имала ли таа трета опција воопшто поддршка, да речеме, во бизнис заедницата, пошто сепак и за победа на избори се потребни многу финанси, на страна што се потребни слободни медиуми и така натаму. Значи дали во Македонија реално во овој момент постои практична основа за такво нешто да се очекува? Сигурно дека не. Сигурно дека не, бидејќи финансиските ресурси се во голем дел, ако не и во најголем дел, ако не и во 100%, ставени под директна или индиректна контрола на механизмите кои што ги држи ВМРО-ДПМНЕ. Дали се тоа државните или парадржавните механизми, сосема се едно. И на крајот на криштата ВМРО-ДПМНЕ сега веќе не функционира таа, ретко кога функционирала како нормална политичка партија, таа функционира како една прилично чудна парамилитарна формација, која што сега веќе до совршенство ја изведува операцијата на фингирање на избори и заради тоа јас, на пример, сум крајно предпазлив кога влечам било какви заклучоци за воиднина, а да се потпирам на она што во неделата на 24 март ни се представи како резултат. Впрочем, ако ги видите, само прегласувањата на очигледни работи во Државната изборна комисија или ако ги видите овие докази кои што опозицијата успеа, јас не знам како се разбира, да дојде до нив, но успеа, бидејќи таа и доскоро не беше ни способна ни тоа да го направи, успеа да ни прикаже некои работи. Јас сум еден од тие во чии што, на пример, стан поранешен, живеат 7 мина. Као да живеат, пријавени се. Значи, станот за кој што јавноста знае дека бев насилно иселен на 6 јуни 2011 година. Значи, сега имаме ние нешто враце, од кое што се обидуваме да градиме заклучоци за воеднината, а тоа што го имаме враце е всушност една прилично голема измама. Така што бројките, дали се 280, 430, 130, 120, се крајно проблематични и од нив можам да изведам само еден заклучок. Дека оваа земја е вјавната по сите основи, во сите пори, од една машинерија која што за себе нашла некакво име, која што се вика ВМРО-ДПМНЕ, и дека ќе биде многу тешко од таа преградка да се излезе со намери да се направи, не знам, една изборна единица, отворени листи, трета силна опција и прва и втора и така натаму. Велам, во режими кои што цврсто ја демонстрира својата авторитарност, сите други изгледаат многу јадно и бедно и на крајот на криштата сите други се всушност и предмет на дополнително разнишување на режимот. Значи, клатење, цело време клатење имате и никакви корени не може да фатате. Убав е муабетот, се разбира, за тоа што би било, кога би било, но го имаме ова што го имаме. Во албанскиот блок, ДУИ, која што се појави како еден вид на трета опција, успеа да ја неутрализира ПДП и веќе во неколку изборни циклуси да има подобри изборни резултати од ДПА. Зошто сметате дека тоа е возможно во албанскиот блок, а не е возможно во македонскиот, таков тип на промени? Бучковски има лични сведочења, предпоставам, за годините кога ДУИ се појави. Знаете да е скраја во македонскиот политички блок таква една случка за да се појави третата опција. ДУИ се појави вјавнат на оружје, меѓу другото. И то не е ситуација која што би ја посекувале едно, но ДУИ исто така вјаваше на нешто што се викаше разочарување на албанските гласачи
од дотогашната понуда во албанскиот политички блок. Тоа е една заедница во која што хало ефектот патува многу побрзо отколку во македонскава заедница како прво, а како второ, дуи до прва ќе се соочува со разочараноста на албанското гласачко тело. Ако ги погледнете резултатите, степенот на абстиненција или степенот на одзив кај албанското гласачко тело е далеку помал отколку кај македонското гласачко тело. Таму разочарување постои. За жал, ние не ја добивме вистинската информација, например, за последните демонстрации, кои што македонските медиуми ги прогласија као про-Талат Џафери демонстрации. Тие всушност не беа про-Талат Џафери демонстрации, туку тие беа една прилично спонтано организирана маса, која што беше против сите. Тоа втор пат во Скопје се случува во нецела година дена, да масата всушност извикува работи кои што се насочени против ДУИ. Таму допрва ќе се развива ситуацијата. Господин Бучковски? За мене, зашто ќе се држам до темата, би било предизвик да се отвори дебата. Јас и Јунер можеме со вас да дебатираме цел ден и на крајот веројатно ќе се согласиме, но не сум сигурен дека ако отвориме сериозна дебата во нашето општество и по 12 години од Охридскиот рамковен договор би биле подготвени да размислуваме за целосна промена на нашето политичко милје и изгаснување на партиите кои имаат етнички предзнак. Затоа што за мене предизвик кога говориме не за само за трета политичка опција, за нешто ново во Република Македонија, да име дали постои можност видни македонци, албанци, турци, власи, божјаци да се обединат околу една идеја, една граѓанска идеја, граѓанска иницијатива, да го вратиме либералниот карактер на Република Македонија, можеме ли Македонија да ја направиме граѓанска држава? Затоа што се плашам дека ова што ни се случува од последните избори и начинот на кој се хомогенизираше македонската заедница, од друга страна албанската, на примерот на Кичево и Струга, ќе не натера можеби не во ваква порелаксирана атмосфера како вашето студио да размислуваме и да разговараме како да превенираме некои состојби. Јас сум убеден дека во Република Македонија има критична маса за такво нешто, но бидејќи имам едно горко искуство во 2006-та, обидувајќи се да бидам предвестник на некои состојби на нашата политичка сцена, му понудив тогаш на господинот Ахмети да направиме заедничка коалиција меѓу СДСМ и ДУИ, затоа што сметав дека ДУИ, трансформирајќи се од војна организација во политичка, се дефинираше лево на политичката сцена. Не само заради тоа што дел од оснивачите на ДУИ се докажани марксисти и ленинисти, туку дефинитивно сметав дека се тие левичари би било природно да направиме една лева коалиција каде што би имале заедничка кампања, заеднички листи, носител во 6-та изборна единица би бил Али Ахмети, што е нормално, вториот би бил некој македонец и би се бореле реално коалиција со коалиција. Ако се сеќавате и пред овие локални избори, кога се отвори таа дилема по еден поприлично сериозен договор кој го постигна минатото лето Црвенковски Тачи, се отвори дебата во нашата јавност, каде што прв беше ДУИ, кој рече, а така не може. Не ќе може на крајот, евентуално по завршени избори, да се дава мандатот на коалицијата, туку мора прво да се преброиме албанците за кого повеќе гласале. Тоа уште тогаш мене ми навести дека веројатно ако нешто ново во Република Македонија би требало да се случи, би требало да почива на тие основи. Прво, да дојде до помирување, затоа што јас тврдам дека овој анимозитет, овој антагонизам меѓу македонците, албанците, меѓу христијаните, муслиманите е стимулиран во изминатите 7 години заради дневно политички потреби. Но тој е опасен. Уште повеќе ќе биде опасен ако набрго успеат да постигнат договор Белград и Приштина на едни сосема други основи кои не се иманентни на нашиот Охридски рамковен договор. Тамо, во нашиот Охридски рамковен договор, сметавме дека промовирајќи едно функционално, мултиетничко, мултикултурно и мултиконфесионално општество, ќе бидеме урнек тогаш ни велеа и за Косово.
Гледаме дека на Косово тој принцип не профункционира затоа што имаме монолитни неколку српски општини. Сега ова што мене ми исплаши минативе неколку дена е заложбата на некои веројатно видни кичевчани од македонско етничко потекло кои повикуваат дека и ние треба сега да си заминеме од кога дојде Фатмир Деари за градоначалник, што може да ни создаде дополнителни проблеми и затоа јас сум и преку оваа емисија можеби толку гласен да во оваа наша држава да не бидеме преокупирани само со дневно политичките настави, туку мора да ги видиме и евентуалните ефекти од договорот кој ќе го постигнат, а верувам дека е можен тој договор Белград и Приштина за решавање на статусот и на Косово како независна држава, но и на статусот на српската заедница на северот на Косово. А како врз сето ова влијае фактот дека значи еве да речеме во македонските две најголеми партии, ама слично функционираат и двете албански, реално и нема внатре партиска демократија. Вие, господин Вучковски, сте пример за тоа. Значи, дали доколку тука има некое подобрување, значи да се смени насоката на движење од центар кон нели членовите тука да функционира обратно, дали тоа би можело да ги подобри реално ситуацијата и да дојде до некоја трета опција? Да реално, се ова што го говори Ѓунер Тани е блиска идеја и на мене и на нему. Ние сме пишувале двајцата на темата која се обидува да ни е наметнат представниците на меѓународната заедница и една престижна кај нас невладина организација како што е МОСТ. Значи тие врз основа на искуството што го имаме, зошто не заживеа кај нас парламентарната демократија, токму тоа што говори Ѓунер. Значи, ние утре ако сме лидери на две различни партии, не е битен кредибилитетот ваш и најли, битно е вашата лојалност кон мене или кон Ѓунер и врз основа на таа лојалност ќе се најдете или нема да се најдете на листата за пратеници. Отворените листи создаваат компетенција, надпревар внатре во партијата, но и реално го рушат онај досегашен мит кој е создаден дека ние имаме султан партии каде што не можеш ништо да направиш ако не си близок до лидерот на партијата. Така што тоа веројатно ќе се случи, дали ќе се случи на идните избори, не верувам, но ако тоа се случи, веројатно ќе започне еден сериозен процес на демократизација на политичките партии, затоа што јас сум убеден, не само врз основа на моето искуство, сум убеден дека кога говориме дека нема демократија во општеството, прво треба да ги направиме анализите од двете најмоќни и највлијателни политички партии и да ја процениме тамо степенот на демократијата. Јас она што се залагам, мислам дека ќе се случи многу брзо во СДС, можеби не сега веднаш во мај, но пред председателските избори до година сигурно, убеден сум дека не СДС, но и другите политички партии ќе се обидат да имплементираат и во нашето политичко живење, да речеме избор на председателски кандидат на непосредни внатрепартиски избори, што може да биде и еден тест како тоа ќе помине. Затоа што очигледно е дека и оние кои ги заговараат отворените листи велат затоа што во партиите нема ваков начин на избор на водечките личности, не само на председателот, генералниот секретар, туку и на кандидатите за престижни државни или локални функции, тие се обидуваат, отварајќи ги на овој начин листите, да на мала врата влезе демократијата во партиите. Се разбира, не треба да се идеализираат отворените листи, затоа што пак сега морам да подсетам, ако е така дека се партиите моделирани по моделот на султан партии, тогаш бројот на клонови е неограничен. Во крајна линија, било каква отворена листа да поднесете, не 120, со 250 кандидати, се едно е бидејќи тие сите ќе бидат клонираните или ќе бидат доминантно носители на менталитет некаков кој што до тогаш се генерирал во партиите. Но сепак тоа е отварање на една врата во крајна линија. Тоа е едно. Второ, се разбира дека демократизацијата на партиите е една тема која што треба да биде вечна во партиите, но јас се плашам дека имаме една поприоритетна тема. Поприоритетна тема вели дека после овај чекор од некни или наречени избори на опозицијата или на сите оние кои што мислиме дека на оваа земја ги не достигаат многу работи, ќе ни биде потребен еден мал период за дополнително отрезнување. Ако пендреците на 24 декември беа само
причина за првото будење, како оној будилникот, нели, која ќе ве разбуди наутро, сега очигледно дека ова дополнителна демонстрација на моќ на режимот ќе ги натера, се надевам или сакам така да биде, политичките партии кои што сакаат да застанат наспроти овој режим, да се преиспитат што тоа точно се случило на тој ден или пред тие денови, што се случувало, што тие правеле, односно што не правеле. Веројатно ќе треба да се прегрупираат, сигурно. Знаете, јас не велам, таму веројатно седат луѓе кои што се употребливи во внатре-партиските работи, некој за ова, некој за она, но ќе треба да се изложат на преоценување на нивните действија и да видат кој за каде би бил соодветен за да може, нели, во овој иден фронт, бидејќи ние, да не заборавиме, договорот со Филе налага следното. Прво да се формира комисијата за која што ќе ги установува вистините, односно невистините за 24 декември како прво. Како второ, до јуни Груевски ќе мора да испорачува или да прави обид да испорача некакво решение во врска со преговорите, односно нашето зачленување во НАТО. Тогаш ќе треба да уследи, нели, бараната, односно ветената реакција на ДУИ како коалиционен партнер и на крајот на криштата некаде септември, најверојатно, СДСМ, според таа сатница или агенда која што можеше меѓу редови или па дури и гласно да се види, они ќе ги вратат мандатите на оваа земја, ќе престојат и парламентарни избори. Според тоа, оваа дискусија денеска за третата опција или за трета јака опција, се разбира дека е добра, се разбира дека таа трета опција треба да ги има сите овие обележја за кои што ние зборувавме, што треба да ги носи една демократска партија, но претходно очигледно не престои едно големо одење по врвиците на растурањето на авторитарниот режим. На неколку пати познати личности, професори, интелектуалци и така натаму најавуваа можност или за основање, значи, на нова партија, граѓанска партија како што спомнавте. Многумина најавува дека со задоволство би се приклучиле на таква партија, доколку тоа сепак еве хипотетички се случи во блиска иднина. Која партија од политичкиот блок има повеќе причини да се плаши од третата опција? Левицата или десницата? Јас уште на почетокот споменав дека во овие околности би имало резон, политички резон, да повеќе се плаши власта. Затоа што обидот, тоа мислам дека беше грешка во предизборието на СДСМ, но за грешките се согласувам со Ѓунер, ќе треба самата партија по вториот круг на локалните избори да направи посериозна анализа. Значи, тоа мене ми изгледа повеќе прашање за кое, дебатирајќи денеска, некој ако не гледа одстрана, може во зависност од тоа што јас сум говорил во изминатиот период да рече, ова има мислење и амбиција која е поблиску за да се зачува интересот на партијата на власт, а она што го збори Ѓунер е поискрено и повеќе личи на човек кој е докажан опозиционер. Не мислам дека, затоа ви реков, ако говориме до крајот на денот, јас и Ѓунер ќе се согласиме дека она што тој рече, кога би се прегрупирала опозицијата, би сватила пред се СДСМ дека не треба да се плаши од нова опција која би се обидела да ги засили капацитетите на опозицијата, затоа што опозицијата има сериозен проблем. Прво, сега може да се случи чудо. Ја затоа кога ги давав сите мои изјави во претходниот период, велев дека многу работи на политичката сцена ќе зависат од мајскиот конгрес на СДСМ. СДСМ ако се трансформира, ако се отвори, ако се заблагодари на некој кој може би и бил вреден во изминатите десетина години, но не поминува, очигледно, значи еднаш, два пати, три пати, пет пати, шест пати, не поминува. Треба да се повлече и да остави можност да се создаде простор. Сите оние кои по дефиниција гледаме дека се критичари на власта или имаат свој став, да се приклучат кон еден сојуз кој би се создавал во иднина за да можеме да бидеме нормална демократска држава. Јас мислам дека навистина нешто чудно се случува во Република Македонија, каде што колку времето минува,
наместо да паѓа кредибилитетот и поддршката за владеачката партија, ние се соочуваме со еден феномен. Дали се причините во совршениот начин на кој ги користат алатките, кој ги има власта, или е создаден простор за некои манипулации кои ние не го гледаме, но мислам дека оваа голема разлика која сега се покажа, ако не се направи сериозна анализа за состојбите во опозицијата, ќе биде излечен погрешен заклучок. Јас тврдам дека веројатно на средина е негде вистинскиот одговор зошто сега повторно се случи вакво разочарување. И Ѓунер е во право. Вие гледате, ја снимам емисијата 5-6 дена после првиот круг на локалните избори. Сериозно е разочарувањето не само кај оние кои гласаа за опозицијата. Мислам дека и кај оние кои не гласаа на овие избори. Затоа што се соочивме со нешто што не го посакува никој. Значи, не може Македонија да биде сериозна држава ако на крајот испадне дека ќе има само еден или двајца градоначалници опозицијата. Се плашам дека тоа може да се случи. Значи, ова забрефта на машинерија на ВМРО ДПМН ја доведе во опозицијата во ситуација и заради бројни грешки што ги правеше, да речеме, во изминатиот период, доведе во опозиција се грчевито да се бори да освои барем 3 општини, што не е реален одраз на состојбите во нашата држава. Затоа мислам дека тоа евентуално случување, кој мислам дека ќе биде позитивно, или можеби јас сакам да биде позитивно, што ќе случи во мај на Конгресот на СДСМ, ќе го отвори патот или ќе го затвори патот за нешто за кое ние денеска говориме како неопходност на Република Македонија во овој момент. Се гледате ли себе начело на можна трета опција со оглед на различните муабети, шпекулации кои кружа за вашето име и формирањето на нова партија? Јас мислам дека во овој момент на Македонија не е потребна нова социјалдемократска опција. Значи, застанувањето мое начело на евентуална таква опција би било алтернатива на СДСМ, а тоа не е моја намера. Јас и ова денеска што го говорам наназад неколку месеци. Јас се обидувам со оние кои постојано и упорно тврдат дека на Македонија треба трета политичка опција, се обидувам и од нив да излечам дефиниција што тие посакуваат. Значи, ако е идејата да се освојат овие 100 до 150 илјади гласови, јас ги охрабрувам, да, тоа е можно. Тоа е можно. Но дали тоа ќе го реши проблемот? Во овој момент освојувањето на нова политичка опција до 100 или 150 илјади гласови веројатно ќе фрагментира Република Македонија, ќе направи како другите нормални демократски држави. Ние гледаме, ако беше и сега така фрагментирана Република Македонија, не требаше да чекаме Дуи да ја сруши власта. Ево гледаме, на Јанша владата, бидејќи беше коалициона, имаше 4-5 партии, 3 партии му откажа доверба, се случи промена. Тоа би можело да се случи секаде во нашето обкружување, не може кај нас заради бипартизмот кој е стимулиран. Значи, ние со овие дебати не треба само да стимулираме евентуално формирање на нова политичка опција, туку треба да отвориме простор, да се дебатира дали Република Македонија е среќна со ова решение или треба да пристапи кон измени на изборниот кодекс кој ќе овозможи. Дали, како што рече Ѓунер, што мене ми е прифатливо, да има најпрви на отворени листи, па потоа да се преиспитаат ефектите од Македонија кога би била една изборна единица, па потоа да има, можеби треба уште нешто трето. Да речеме, ова што сега јас го видов, да речеме што ми се наметнува од локалните избори. Ова искуство што го имаме треба веднаш да предизвика изменен изборниот законник и забрана некој да гласа на локални избори, што го има во другите изборни законодавства. Значи, некој кој не живее во Македонија би можел евентуално да гласа за парламентарни избори. Може да гласа и за председател, но не гледам каква сме ние тоа либерална демократија кога дозволуваме некој кој земал двојно државјанство по потекло да ни решава судбината во неколку клучни општини, да речеме, за опозицијата, што мене мисля недопуштено. И веројатно тоа ќе биде и во препораките на опција ОДИХР. Но ни треба дебати. Ние бидејќи избра власта да не дебатира наназад 7 години, јас и Ѓунер не знам во изминатите 7 години колку пати не сме дебатирали, или уште 5 мина, 10 мина како нас ќе најдете кои сме подготвени да дебатираме, не однапред да дојдеме со ставови кои се цврсто забетонирани, да речеме или ќе биде вака како што ја велам. Не, ако има сериозна дебата во нашето општество, мислам дека ќе можеме да го трансформираме во онај правец кој посакуваат мнозинството граѓани на Република Македонија. Да додадам само околу стравот.
Да, ќе бидам краток. Знаете, власта има причини просто да се радува на евентуални никулци на трета опција, бидејќи власта докажа дека со таквите никулци може и да се справи. Сакате со грубост, сакате со манипулација, сакате со сите средства со кои што и стојат на располагање и кои што ги демонстрира. Опозицијата се разбира далеку е од тоа да размислува дали ќе се појави трета опција. Они беа во модот на некаква конструктивна опозиција до 24 декември, сега се уште недоразбудени, они се сега така се притрезнуваат да видат што е како е. Они на 24 декември сватија дека наспроти себе немаат режим кој што со нив ќе се надгласува, само кој што демократијата ќе ја третира како проста аритметика, туку имаат режим кој што ќе биде брутален и уште многу побрутален, се разбира. На 24 март го видоа тоа. На 24 март го видоа уште еднаш. Дали ќе го согледаат до крај и што точно ќе прават, се разбира, тоа зависи од нив. Ние вака можеме да дискутираме и да симулираме, односно да кажуваме она што војниците вообичаено го прават кога планираат воени маневри. Симулираат, предпоставуваат можни ситуации и врз основа на тоа градат некакви механизми. Што точно ќе се случи, сепак не знам, но во овој момент материјал за такво нешто индивидуално ќе сретне дека еден, друг, трет, петти, шести, но материјал за трета опција за жал нема. Добро, господин Исмаил, господин Вучковски, ви благодарам за гостувањето во Зебра. Пред да одјавиме оваа емисија, сакам само уште еднашка јавно да го искажеме нашето жалење и големата тага што ја чувствуваме со заминувањето на Никола Младенов, да искажеме сочувство до неговото семејство, до неговите пријатели и неговите колеги. Никола беше голема поддршка за целиот тим на Зебра, учествуваше во нашите телевизиски, но и во неформалните дебати кои што ги организиравме постојано на различни теми. Впрочем, со него ја почнавме и оваа сезона на Зебра. Ке ни недостасува навистина многу неговата храброст, неговата луцидност, неговиот дух, неговиот интелект. Нека почива во мир. Слава му. Слава му.